И поздрав сите луѓе, јас сум Стефан, каналот се главно како што можете да видите. Ученичкото доба е најубавото време, иако тоа можеби сега ви звучи како глупост. Но кога ќе го напуштиш средното училиште или факултетот, ќе сатиш колку глуп си бил бидејќи не си уживал во времето додека си бил ученик. И колку во срање всушност животот е, или барем така велат. Но секако во училиштето сретнуваш многу различни чудни типови на луѓе, како и во животот. Па да почнеме. Ви представувам 7 типови на луѓе во училишните клупи. Пред да започнам, само сакам да напоменам дека сето ова е превеличено и малку повеќе измислено што треба да биде за да биде интересно. И сето ова е само за забава, без никаква желба и цел некој да се навреди. А исто така кога веќе влего вака направив картин, е тоа што доколку гледате видеово и се уште не се претплатени на каналот, претплатете се на каналот, за да знаете член на македонската фаланга на суперхерои, а сега почнуваме. Сметач. Тој извршува хибернација во последната, евентуално предпоследната клупа и баш го боли увото за тоа што се случува во универзумот. Најчесто своите уметнички способности ги покажува, поточно ги искажува со пенкало врз клупата и најчесто тоа се уметнички дела од видот на машкиот репродуктивен орган или пак кука с крст, во зависност од неговото расположение. Сепак, тој истиот кога да излезеш на географија пред карта, поточно пред табла, ќе ти каже дека исток се наоѓа таму каде што е запад и ќе ти обезбеди сигурна, топла и голема единица во дневникот, која до крајот на учебната година, поточно до август, нема да можеш да си ја откачиш од грбот. Оној од прва клупа. Тој под твоја принуда од чотек ќе ти вети дека ќе ти помогне на тестот за да успееш да побегнеш од сигурниот кец бидејќи ништо не си учел, а исто така тој истиот ќе те заеби најмногу кога во последните 5 минути до завршетокот на часот ќе се прави дека не те слуша и потполно ќе те игнорира, за да не ќе каже одговорите. И после часот ќе ти се оправдува како не те слушнал или како немал можност да се окрене за да ти ги одговори прашањата. Згодната девојка од средна клупа. Таа седи пред тебе и најчесто е од добро ситуирана фамилија, па така да не те приметува, поточно те игнорира, уште од прво деление, поточно од времето кога сте учеле азбуката. Има многу добар изглед, мириса на многу добар парфем, на кој се имаш навлечено како да си наркоман. Твојот план за матурската вечер е не се да ја поканиш на танц. Сега тука има два пата. Првиот е ако немаш храброст, ќе си дојдеш дома таа истата вечер, ќе се заклучиш во својата соба и ќе мастурбираш на неа, на групна слика од делението. А потоа плачејќи ќе заспиеш. А вториот пат е доколку имаш храброст и ја прашаш да играте заедно поточно на танц. Таа фино културно ќе те одбие, ќе ти каже дека си убав, дека си добар, но исто така ќе ти каже и дека те сака само како другар. Или пак ќе најде некој изговор како што е овој, поточно дека има кифоза и дека не може да танцува со толку низок тип. Во двата случаи твојата вечер ќе се заврши со дркање и плачење. Грдата девојка од втората клупа. Таа најчесто седи сама и тоа со причина. И доколку правиш проблем на часот, твојата казна нема да биде последната клупа или сфрлање од часот, туку делење на масата поточно на клупата со неа. Таа секоја година кога и е роден ден, тебе те брка со полно кесе сладки и ти секоја година за вакно, поточно за многу малку, успеваш да побегнеш. На крајот, по неколку години, таа ќе стане една од најубавите девојки во училиштето, пегите ќе исчезнат, забите ќе се исправат, ќе офарба косата, ќе се извиши, ќе ослабе и да.
ти ќе останеш како дебил. Джокерот од последната. Ако оној кој врши хибернација седи во претпоследната клупа, типов седи во последната клупа поради оправдани причини. Од казна е цела година. Дури и има собрано поучи на него. Па дури и столчето си има оформено според него. Тој секогаш ќе тресне нешто кога во класот, поточно одделението, ќе биде тишина. Секогаш потенцира да направите некое срање. И кога ќе прдне и тебе ќе те обвини за тоа, баш и нема да ти биде смешно. Исто така, овој тип е познат по тоа што на телефонот гласно ќе пушти некој порнофилм и ќе го пушти во твојот ранец. И сега, нели, кога ќе се чуе тоа, кога ќе видиш што и како, но проблемот не е тука, туку проблемот е во тоа што филмот што го пуштил се состои од 2 или повеќе бракати ликови. Па поради таа причина наставникот ќе те одведе кај психологот и таму ќе поминеш полна психолошка анализа, перање на мозок, се и се што, и доколку тоа не успее, тогаш ќе те пратат кај директор. Дебелата од трета клупа. Од неа не ја гледаш па дури ни половина од лекцијата која е на табло. И секогаш се моли за умерено топло време кога таа ќе облече мајца на кратки ракави. Исто така секогаш се молиш ти прв да излезеш за време на големиот одмор, бидејќи доколку таа биде пред тебе, знаеш дека ќе умреш од глад додека таа да помине низ вратата. Но покрај се тоа, таа сепак е една од најдобрите пријателки која можете да ја поседувате, поточно имате. Тужи баба. Таа издава на сите. На учителката, на наставничката, на професорката. Добро, на факултет баш и нема многу да издава. Но и таму, на деканот, на сите. На каменот што ќе го види на улицата. Кога и да го отвориш прозорецот кој е на Кипер, поточно во В, кога и да ја путнеш саксијата, таблата, или кога и да мастурбираш низ скинатите џепови, таа треба ќе те издаде. Небитно дали тоа си го направил или не, професорите секогаш ќе веруваат, бидејќи таа секогаш, ама баш секогаш им се вовлечува во задницата на наставниците и ти веруваат. Таа најчесто има просек 5.00, но е грда па никој не ја сака. И искрено си ја наебал доколку ти се допаѓаш на неа, бидејќи таа својата љубов ја искажува со тоа што ќе ти го извади окото со фломастер, евентуално со четка за водени бои. Таа исто така е личноста која во прво одделение ти има пренесено вошки. Епа луѓе, тоа беше тоа од мене за ова видео. Се надам дека ви се допадна, доколку ви се допадна оставете лайк, доколку не ви се допадна во коментар пишете што не ви се допадна, ама веднаш, добро, морате веднаш. И не мора да пишете нека ви се допаѓа, може да не ви се допаѓа. Ето така, друго што сакам да кажам, да оставете лайк исто така ако сакате да правам пример типови на луѓе, поточно типови на личности кои ќе ги сретнете во средно училиште. Бидејќи знам дека многу од вас сега ќе одат во средно училиште и тоа би било интересно. Немам друго што повеќе да ви кажам, тоа беше тоа од мене за ова видео. Се надам дека ви се допадна. Ние се гледаме следниот пат, а до тогаш уживајте и поздрав!